Има едно толку лудило фатено, како да ме затворат и како да ме уништат мојата фамилија. Друго, со ова власт не гледам никаков просперитет. Пред се сум под големи притисоци, еве и денес бев на суд, зашто сум ги лепел плакатите, јас тоа го признат и не го негирам дека лепев. Гледам дека од МВР имам притисоци, вадат лажни сведоци да ми сведочат. Ова цела тортура, власта, притисок, како да ме отцрнат пред јавноста дека еве сум садел марихуана. Илиевски е познат во јавноста како лидер на протестите на кооперантите на Сведнок. Досега заработи 3 прекршочни пријави. Полицијата му упадна во домот и бараше илегално оружје. Прекршечно го гонеше за навреда на премиерот за наводно истакнати некролози со слика на Груевски, со надпис "Кражба во 100 чекори пред очите на владата исчезнаа 39 милиони евра. Остварувам." Полицијата го уапси фармерот Душко Илиевски кој се крена против власта заради криминалот во Сведнок во кој му изгореа 37.000 евра. Со лисици на раце полициски инспектори неколку часа го шета Илиевски во нивата на татко му каде наводно се наоѓале насади со марихуана. Само едно прашање, јамачи оваа нација, каква е оваа ситуација? И нон-стоп тоа прашање, јамачи оваа нација, каква е оваа ситуација? Додека Битола и Прилеп се погласни дека млекарот бунтовник е невин, овде во Скопје невладина организација собира потписи против уапсените фармери. Тврдат дека за еден ден собрале 21.000. Значи, подписите и списоците со бројките се во нашите простори, штом ќе се средат, ќе скочиме со нови информации. Марихуана, а не див коноп растела на нивата на Душко Илиевски. Со ова дефинитивно е разрешена дилемата и е потврдено дека на нивата Душко одгледувал опојна дрога. Вештачењето веќе е доставено до судот во Битола. Портпаролот на МВР Иво Котевски за Алфа потврди дека Илиевски е во станица. Според него станувало збор за чист случај на одгледување марихуана. Мене ме чуди што СДСМ реагираше дека тој бил нивни член, па дека ние намерно нешто, како може да биде намерно кога марихуаната растела таму со месеци. Таа била израсната уште Бранко Црнеговски кога го посетил си растела. Бранко Црнеговски кога го посетил си растела. Значи ние не сме можеле да предвидиме дека Бранко ќе отиде во дворот каде што расте марихуана. Тоа бил негов избор, не бил наш избор. И се работи колку што разбрав за негувана марихуана, не за дива. Така ми информира од Министерството на внатрешни работи, што значи дека некој внимавал околу неа, ја огледувал, навремено ги вршил сите потребни во наводници земјоделски работи. И се кратки нозите. Порано или подосна, вистината ќе се исплива на површина. Таа е како шило. Ќе боде лево, десно, напред, надале и на крајот ќе исплива. Таа мора да исплива на површина. Каква е оваа ситуација? И нон-стоп тоа прашање, јамачи оваа нација.